3,5 децении независност, но 4-та година под звуците на сирените и експлозиите. Украина денеска го одбележува денот на независноста во сенка на војната која однесе илјадници животи. Со едноминутен молк во чест на жртвите во војната со Русија. Македонскиот парламент се вклучи во одбележувањето на 35 годишнината од независноста на Украина. Нашата порака денес е едноставна и јасна. Секој демократски народ во светот, особено во Европа, треба да ја даде својата поддршка на Украина и со тоа да покаже дека споделуваме заеднички вредности и со самото тоа дека припаѓаме во едно заедничко семејство. Границите не смеа да се менуваат со сила. Окупацијата не смее да се претвори во прифатена реалност, а меѓународното право мора да важи еднакво за сите. Поддршката за Украина и поддршка за мир. Амбасадорката на Украина во Македонија повика на запирање на руската агресија врз нејзината татковина, а од Скопје испрати порака дека на Украина и се потребни ракети со кои ќе одговори на нападите. 1643 дена целосна руска вооружена агресија. Украина ја брани својата независност. Украинци веруваат дека ќе можат да постигнат мир на целата своја земја, бидејќи имаат карактер. Дипломатскиот кор во земјава со осуда за агресијата и поддршка за Украина. Франција не ја признава и никогаш нема да ја признае анексијата на украинските територии од страна на Русија, ниту резултатите од лажните избори одржани таму. Германија ја осудува ова војна најстрого. Нема да се воздржуваме во давање на секаков вид на поддршка на Украина. Фотографии од Украина беа изложени во Собраниската кристална сала како сеќавање на убавините на Херсон, кој е еден од најпогодените градови во руските напади. Македонија и во 2022 усвои резолуција во парламентот со која ја осуди руската агресија во Украина. Додека Русија утрово нападнала трговски центар во Одеса, во Киев претседателот Зеленски и европските лидери на заедничка церемонија оддадоа почит на жртвите. Се повика на зголемен меѓународен притисок врз Русија со цел да се принуди да седне на преговарачка маса. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.